Заострувањето на односите Скопје-Софија е очекувано поради политичката риторика на непопустливост од страна на Македонија и провокациите од страна на Бугарија. Експертите сметаат дека ќе треба време да се средат релациите со оглед на тоа што пристапот на македонската влада е поразличен од претходно и челниците не паѓаат на бугарските ниски удари. Бугарите манифестира една лутина или нервоза едно со некои работи што се случува овде. Пред се изјавите на новото политичко раководство во земјата, од друга страна не се задоволни со промените во историската комисија. Ако станува збор за неистакнувањето на државното знаме, јас сметам дека е тоа провокација. Фотографијата е снимена пред големиот грб на Бугарија со бугарското знаме. Тие искористија приликата на присуство на нашата председателка. Јас тоа го гледам како манифестација на Санстефанска Бугарија. Бугарија не очекуваше толку остра реакција по скандалот со непоставувањето на македонското знаме, па кога вице-премиерот го нарече овој чекор нецивилизиран, некултурен и непристоен, председателот на ГЕРБ Бојко Борисов се дрзна да бара оставка од Александар Николовски, што е директно мешање во внатрешните работи. Покусо не остана ниту ултранационалистот Костадин Костадинов, кој беше иницијатор за декларација за осуда на наводна омраза од македонска страна. Очигледно на Софија тешко и паѓа фактот што новата власт во Скопје има многу пожестока риторика кон македонско-бугарскиот спор. Не може Бојко Борисов да наметнува такви сознанија оставки, плюс тоа тој се заложи за прекин на сите комуникации на сите нивоа, што е безсмислено. Има проблем, треба да се разговара и треба да се најде решение. Меѓутоа, кога станува збор за криминалот, јас токму би го посочил Бојко Борисов, бидејќи по странски агенции своевремено беше објавено дека тој тежи 3 милиарди и 200 милиони долари. Дури да штедел уште од времето кој беше бодигард на Тодор Живков, не можел таков износ да направи. Власта постојано алармира дека бугарите непотребно ја внесуваат Македонија во предизборната тематика, иако треба да се насочат кон решавање на политичката криза во која земјата е подолго време. По формирањето на стабилна политичка влада во Бугарија се очекува да се зајакне диалогот на релација Скопје-Софија и да се изнајде решение прифатливо за двете страни. Македонската влада е децидна дека уцени и ултиматуми нема да прифаќа. Една од опциите на кои се насочува владата на Христијан Мицкоски се уставни измени со одложено дејство, да се откочат евроинтеграциите, а бугари во устав ке вметнеме кога ќе имаме силни гаранции.